Вчера во Кочани пред општинската зграда се одржа втор мирен протест на кој излегоа родители, просветни работници и ученици и го искажаа својот револт од најавените реформи во образованието. Загрижените родители и учесници во протестот уште еднаш ги повикаа институциите да одговорат на нивните барања, односно да се организира референдум на кој родителите ќе имаат можност да се изјаснат во врска со најавените реформи. Ова е втор пат како се собираме и јас за жал верувам дека нема да е последен, велам за жал затоа што очигледно дека Министерството за образование нема слух за барањата на граѓаните, на родителите. Инаку во меѓувреме првично беше намерата беше да се покрени една иницијатива и таа иницијатива беше отфрлена од страна на собранието како од административни причини. Така што сега во моментот течи во поголемите градови собирање на потписи, а ние како помали места, да кажам каде што канцелариите на Државната изборна комисија не собираат потписи, даваме поддршка, значи логистичка, морална, секаква едноставно за да покажеме дека стоиме за тие потписи кои што ќе се соберат во поголемите градови. Родителите на ученици во основното образование ги истакнаа причините поради кои се против дигитализацијата. Излегов денеска да поддржам оваа иницијатива, видов на Facebook како родител на ученик. Јас сум против дигитализацијата, значи сакам децата да одат напред, значи да користат и интернет и така натаму, ама до вчера ги учевме децата дека треба да се отргнат од екраните, од телевизорите, од телефоните и сега еден пресврат што едноставно спрема мене нема логика. Од друга страна, некои истражувања покажуваат дека во Америка имаме држави кои веќе имат 82% дигитализација. Према тие истражувачки институции покажуваат дека на предметите на природна наука и по математика немат никакви подобрувања. Така што нема што ние да тражиме да се дигитализира кога немаме напредок во сето тоа. А и плюс тоа мислам сите го знаеме дека зрачењето од телефоните, од таблетите и така натаму е штетно по здравјето, доведе до импотенција и така натаму. Сега има стручни луѓе што може да го објаснат. И затоа дојдов да поддржам иницијативата на родителите за против дигитализацијата. Протести на граѓанската иницијатива се одржаа во 18 градови низ државата, каде сите се со едно единствено барање да се организира референдум и додека не добијат одговор од надлежните, нема да престанат со организирање на протести.